Sigmund Freud. Heil Hitler! Sa koga imam čest? Gestapo. SS Obersturmbannführer Engelken Blindzug. Ja očekував. Знаевте дека ќе дојда. Кој ви кажа? Сношти сонував, кога ги протолкував соновите, знаев дека ќе дојдете. Кој сте всушност вие? Психоаналитичар. Евреин! Евреин! Веќе 16 години имам рак на голтникот. Аушвиц! До сега доживеав 16 операции. За мене смртта е само исчекување во сегашноста. Во мене веќе делува инстинктот на смртта. Хер Енгелхен. А кај вас очигледно е вперен кон други суштества. Од овој разговор зависи вашата натамошна судбина. Ајде, зборувајте! Какво е ово огледало? Подсвеста. Што? Што е тоа подсвест? Подсвеста е огледало на свеста. Значи, ако сега се погледнам себе си во него, ќе јас догледам својата подсвест? А може би. И? Видовте нешто? Каде? Каде е мојот лик? Во вашата подсвест. Каде сум сега? Вие сте мистик. Мистикот го прифаќа принципот на преценување на душевната реалност. Јас само ја оценувам. Може би сонува. Сонот секогаш има своја смисла. Тоа е само маскирано исполнување на вашите желби. Мојот метод само го открива неговото значење. Имам јас поважна задача од зверењето по ова проклето огледало. Зиги, што правиш? Читам. Што читаш? Чарлз Дарвин. Потекло на видовите. Тоа е еретичка книга. Оваа книга е голем напредок во сваќањето на светот. Светот веќе дефинитивно е сватен преку светиот Талмуд. Јакобе, остави го детето.
Ti ne mešaj se. Neka осознава. Кога се роди, 4 години беше жеден за мајчино млеко. А сега е жеден за знаење. Мајкин син. Ке биде славен. Зошто постојано тврдиш дека ќе биде славен? Затоа што го родив заедно со постелката. А што ќе биде со другите наши деца, а? Со Јулиус, со Ана, со Роза, со Адолфина, со Александер? Беден дрводелецу. Јас ти ги чувам и децата од твојот прв брак. Јас сум трговец со дрва. И не меша ги моите деца од махалија. Лесна да е земјата. Тоа беше жена, а не ти. Хајде не си моли пред детето. И? Што мислиш да студираш? Вистината. Религијата почива на вистината. Да. Но таа вистина не е материјална, туку митолошка. Овој мочко не верува во ништо. А знаеш ли ти, невернику, дека до 5 години мочеше постела? Јако бе, срам да ти е. Тебе ти беше задоволство да се собликуваш пред него како од мајка родена. Боже ми е. Што? Зар пак? Ждревице моја плодна. Слушај, ако биде машко, ќе се вика Арон. Ако биде женско, Амалија, како тебе. О, јако бе. А што ќе биде со мене? О, Севишен, зошто ме казни со овој неверник? Јакобе, казни го. Како? Нека студира медицина. Оној што спие повеќе од 4 часа на ден, не треба да студира медицина. Студентот по медицина присасува на предавањата од 7 часот наутро до 7 часот навечер. Потем заминува дома и учи до доцна во ноќта. Господа идни доктори, ви пожелувам тоа и да бидете. И запомнете нешто. Мефистофел рекол: попусто научно ќе кружите во круг. Секој ќе научи што може. Млад, колега Фроид, Да, господине професоре. сецирајте го овој труп. Кажете ми, што знаете за хистеријата? Зборот хистерија потекнува од грчкиот збор хистерон и означува матка. Првите толкувања за оваа болест биле дека од оваа болест
заболуваат само жените, кај кои заблудената матка, хистеронот, предизвикува најразновидни телесни симптоми. Одземеност, слепило, глувост, неосетливост, психогени напади и карактерни промени. Во средниот век оваа болест била нарекувана опседнатост со ѓаволот и ја лекувале со инквизиторски методи. Денес се смета дека се работи за чисто вообразување на заболената. Одлично, млад колега Фройд. Терапијата? Па денес ниеден лекар од углед не ја обрнува внимание на оваа болест. Вие би обрнале? Да, прочуениот невролог Шарко од Париз систематски ја проучил и утврдил дека хистерија постои и кај мажите и ја поставил во групата на реални нервни заболувања. Отворете ја вратата. А зошто? Зошто, господине професор? Зошто, господине професор? За да излетаат вашите глупости. Жалам, колега. Не го положивте испитот кај мене. Професоре! Кој сте вие? Твојот колега? Ернст фон Флајшел Марксов. Зигмунд Фройд. Мојот татко е фон. Имам пари колку што не можете ни да замислите. Ги трошам и нив и своето време за чиста наука. Ви требаат пари. Па татко ми е пред банкрот. Дали ќе бидат доволно 1000 форинти? Ќе спасам гении. Имате високо мислење за мене. Мислев на себе. Кога да ви ги вратам? Да ми вратите? Што? А парите? Не знам за какви пари зборувате. Вршам испитување на нервните патишта што водат од мозокот. Дајте ми го скалперот. Обдукциите мора да се страсни. Сечеш мртви за живите да живеат подолго. Леонардо да Винчи ги криел своите мртви трупови под кревет после секоја обдукција. Ау! Што вие? Се пресеков. Ако дојде да ми бараш пари, врати се веднаш назад. Откако дипломира, работи по разни клиники. Да беше рабин, а не доктор, ќе живееше како бубрек во лој. Зиги, каде работиш сега, сине? На одделението за нервни болести. Не можеш да викаш. Зиги не вика, ти викаш. Зарем не си гладен, сине? Не. Зошто не сакаш да јадеш? На болните не им даваат редовно јадење. Им препишуваат на ефтини лекови. Мамо, која е оваа персона? Дали сакате јаболка, докторе? Не.
Mamo, koja je ova devojka? To je naša te gostinka. Marta Bernays. Povedete jabolko? Ne, ne jadam jabuku. No, Zigi jade jabolka. A može bi saka da go izlupam jabolko? Ne. Zigi? Zemi jabolka. Da, mamo. Ernst? Ernst? Da, Što ti je, Ernst? Kada ti je rakata? mi odsekva se inficira posle ona obdukcija. Ne, ništa, ću umram po 2 nedeli. Imam mnogo jaki bolki. A zimaš li lijekovi za bolkite? Najdobri ti ne iskapite, ništa ne pomaga. Slušaj, Ernst, momentalno go ispituvam kokainot. Glaven sostav na listu od eritroksilon koka. Indijanskite pleminja od Južna Amerika go džvakaat za da izdržat bolka i zamor. Da? Da. Kokainot покажува одлични ефекти во анестезијата на окото. Замисли само што ќе значи тоа во хирургијата на окото. Прекрасно. Кога на луѓето ги сечат очите, нема да чувствуваат ништо. Ќе станам славен со откритието на кокаинот. Дај ми го веќе еднаш тој отров. Смири се, Ернст. Смири се. Полека. Дај. Шмркај. Što je, Miličak? A твоята слава со откривањето на кокаинот? Тој никогаш нема да биде славен. Зигмунд го лекува својот пријател. Никогаш нема да биде славен. Никогаш. Еве погледнете што пишува во весников.
Други предностия крада славата. И ти си ми некаков доктор. А да беше рабин. Но Зигмунд се жртвува за својот пријател. Какво жртвување? Му помага полесно да умре. Јакобе, ти се молам престани. Тој треба да лекува, а не да помага некому полесно да умре. Ви се молам. Јакобе, ти се молам престани. Престани или ќе почнем да... Не можеш повеќе да врескаш. Не можеш, не можеш, не можеш! Добро ли сте? Какви сни, Ерни? Смири се, Ерни. Ерни, това съм јас. Това съм јас, Зигмунд. Што ти е, Ерни? Това съм јас, Зигмунд. Зигмунд, Да, тоа си ти? да. Дали го гледаш? Што? Патот за Ахеронд. Готово е, колега. Тој умира во делириум. Но тој зел преголемо количество кокаин. Па зошто тогаш воопшто сте му давале кокаин, колега Фройд? Но кој сте вие? Ернст. Ернст Броер. Славниот Броер. Се прославивте со испитувањето на физиологијата на дишењето и на функцијата на органот за рамнотежа. Оставете го сега сето тоа. Ми треба вашето мислење. Јас лекувам една 21 годишна пациентка. Од кога нејзиниот татко паднал тешко болен, неизе и се парализирале нозете и една рака, таа не може да гледа, ниту да зборува, не е во состојба да голта. Што мислите, зашто станува збор? Хистерија, колега Броер. Мислите, колега Фройд? Да. Кај неа постојат две состојби на свест. Едната е сосема нормална, а втората е свест на разгалено, непослушно дете. Јас почнав да ја лекувам. Од првин успешно, но сега веќе без никаков ефект. Основните симптоми кај хистеријата не се предизвикани од органско оштетување, туку тие имаат функционален, психоген карактер. Ова до некаде смело тврдење не е за подценување. Со помош на хипнозата кај соодветни пациенти може да се предизвикаат исти симптоми како и кај хистеријата. Точно. Јас тргнав обратно. Ги хипнотизирав и хистеричните пациенти. Со својата сугестија дејствував да се отстранат нивните психички нарушувања. Што мислите? Дали имам успех? Тоа е гениална замисла, но за жал само спекулација.
Верувате дека ќе имате успех да се обидите. Кога ќе ви речам да ги отворите очите, вие ќе бидете свесни за себе. Отворете ги очите. Јас сум доктор Зигмунд Фройд. Што се случува? Кој сте вие? Јас сум доктор Зигмунд Фройд. Ова е доктор Ернст Броер. Драго ми е. Јас сум Берта Папенхайм. Зошто е ова јаже? Оче, што вие, зошто така ме гледате? Санта Деи Домини. Чудо. Вие излекувавте? А не, се уште не. Ќе требаат уште неколку сеанси. Со што се занимавате вие? Доктор Фройд, оче. Па накусо речено, со анализа на душата. Не ве разбирам. Господинот Фройд ја разбира душата на луѓето, оче свет. Ми беше чест, господине Фройд. А кој беше овој човек? Екзорцист. А од бракот со мајката своја ти не плаши се. Многу луѓе во сон гледаат како со мајката своја си легнуваат. Кој до тоа ништо не држи, тој налесно животот го носи. Еднаш ми кажа Локсија дека мајката своја ќе ја љубам, а со своја рака крв на татко ќе пролеам. Сите вие овде не знаете. Тајната да ја објавам нема. Злото твое, за да не го гласам. Слушај ме, Едипе. Те молам, не прави го тоа. Сакам сигурно да знам. Не, цару. Те колнам во боговите, не прашувај веќе. Од ракава моја ќе загинеш ако не кажеш. О, тешко мене. Ужасот морам сам да го речам. Молчи, морам се да знам јас. Тоа чедо го нарекува свое. Најдобро ќе ти каже жената твоја. Таа ти го даде. Да, господар мој. Но зошто ти го даде? Да го уништам. Тоа таа ти го рече. Гласот Божји ја застраши. Но каков глас Божји? Феб рече, таткото свој ќе го уништиш ти. О, леле, сега се е јасно како ден. О, светлост, испрати ми сјај последен. Грешно се оженив со мајката своја Јокаста и грешно го убив својот татко Лај. А потем, дами и господа, Јокаста се обесува, а царот Едип ги прободува своите очи затоа што не го виделе тоа што го видел и слепиот пророк Тиреси. Дами и господа, ве запознавам со страшниот Едипов комплекс. Сите вие го знаете грчкиот мит за царот Едип, на кого што судбината му прорекла дека ќе го убие собствениот татко Лај, а мајка си
ќе ја земе за собствена жена со која ќе има пород. Едип прави се за да го избегне пророштвото, но и покрај се сваќа дека пророштвото веќе се случило. Тој го убил собствениот татко Лај, а мајка му Јокаста веќе е негова жена со која има пород. Ќерките Антигона и Исмена и синовите Етеокле и Полиник. Дами и господа, психоанализата го изнесува на видело најлошото кај човекот. Кај него нормално постојат подсвесни родоскрвни желби, кои што ги има уште како мало дете кон своите родители. Ќерките кон својот татко, а синовите кон својата мајка. Јас сум шокиран. Ова е неверојатно. Голема подлост е од ваша страна, што нам, честни луѓе и татковци на ценети семејства, ни говорите вакви подли работи. Можам само да ви одговорам дека човештвото од почетокот на својата историја преку Едиповиот комплекс стекнало свест за гревот, последен извор на моралот и религијата. Неговово дело не е ништо друго, туку чиста порнографија. Чиста порнографија. Вистинското место за него. Вие реагирате вака, зашто трагедијата на Софокле кај вас предизвика само анализа, со која во себе го препознавате Едиповиот комплекс. Предскажувањето и желбата на боговите за вас представува маскирање на вашата подсвест. Ова ѓубре од психоанализа е еднострано, некритично и догматско. Овој евреин прифаќа најхипотетично и најнеможно. Во се гледа скриени сексуални желби, дури и во цицањето на доенчето. Ценети господа, тевтонски психијатри и невролози, се извинувам што мојата психоанализа има длабоко вознемирувачко дејство врз вашето духовно спокојство. Но треба да знаеме дека се уште живееме во време кога одиум сексум се уште не го надминал одиум политикум, ниту пак одиум теологикум. Ова е ментален самоблуд. Да. Психоанализата е опасен метод. Според мене, многу е подобро да имам отворена опозиција, отколку да бидам премолчуван. Кажете ми, господа, зошто вашите сопруги доаѓаат на третман кај мене? Затоа што вие сте импотентен, господине. Кој? Јас? Па знаете ли вие дека за оддавање лекарска професионална тајна ќе одговарате кривично? Простете, но вашата сопруга јас воопшто не ја познам. Јас повеќе не пелтечам. Јас повеќе не пелтечам. Јас сум излекуван. Ценети слушатели, господа, господине Фройд, јас лично не го прифаќам Фройдовиот пансексуализам. Жалам, Зигмунде, ова е мој објективен научен став. Но јас морам да кажам, науката до денес има извршено 3 удари врз човековото достоинство. Првиот удар е дека човекот не е центар на светот. Вториот удар е дека човекот нема единствено место во животинскиот свет. А третиот удар врз вашата гордост, на кој сте сведоци самите вие, е дека човекот не е господар ни на својата собствена душа. Во Берлин ви ги запалихме сите ваши книги. Во средниот век ќе ме запалевте мене. Имав среќа.
Денес ги палите само моите книги. Член сте на Ерусалимскиот Хебрејски универзитет. Па се на се, евреите ме сметаат покрај Ајнштајн и Бергсон за свој национален херој и покрај тоа што служењето на еврејското дело се сведува на фактот дека никогаш не сум откажал од своето еврејство. Мора да го подпишете ова писмо. Мора да го прочитате тоа писмо. Јас, професор Зигмунд Фройд, со ова потврдувам дека германската власт, а посебно Гестапо, се однесуваше кон мене со сите почитувања и обзири достојни на мојот научен углед. Скратете малку. И немам никаква причина да се пожалам на што и да е. Подпишете. Ќе ве стрелам. Интересна мисла. Енгелхен Блинцук ќе го стрела Фройд. Да проанализираме малку. Енгелхен значи ангелче, значи гласник, свест. А Фройд е несвесното. Ќе стрелате. Ќе направите дупка во несвесното. Но зошто? Само затоа што сте Блинцук. Слеп воз. А возот представува водач. Лидер. Блинцук. Слеп водач. Блиндфирер. Значи, слепиот водач со свеста ќе бара дупка во несвесното. Зошто? Да. Зошто? Затоа што во несвесното нема мерка за стварноста.